Кризата со водоснабдувањето во Скопје е директен удар врз квалитетот на живот на граѓаните и го подкопува основното човеково право на пристап до вода. Населбите Ѓорче Петров, Гази Баба и Автокоманда редовно остануваат без капка вода, особено во текот на летото. Иако нема формални рестрикции, јавните предпријатија признаваат дека градскиот водоводен систем работи со намален притисок поради дотраени водоводни мрежи, огромни загуби на вода, диви приклучоци и урбанистички хаос, без инвестиции во инфраструктурата. Скопје тоне во водна криза, без јасна стратегија и без системско решение на поведок. Техничките загуби на вода се алармантни. Дури на 30% од водата се губи низ дотраените цевки, а вкупните загуби достигнуваат и до 50% од производената вода. Изворот Равче, како главен снабдувач на Скопје, работи на крајни граници на капацитет. Недостасуваат ефективни правни механизми за спречување на расипничкото и неконтролирано трошење на вода. Додека некои расфрлаат вода, други остануваат без капка. Градот се шири урбанистички без јасен план за основна инфраструктура. Поради слаб притисок и нееднаква дистрибуција, водата прво стигнува до пониските делови на градот, додека повисоките остануваат жедни. Градот добива вода според висинска привилегија, а не според потреба. Мој приоритет ќе биде сигурно и стабилно водоснабдување. Во краток рок ќе инвестираме во поправка и одржување на водоводната мрежа, а среднорочно ќе направиме современ систем за собирање и пречистување на отпадните води, што значи оддржливо управување со водите. Ќе работиме на намалување на загубите, санација на инфраструктурата, искористување на дождовницата, но и воведување на нови технологии на резервоарите и пумпните станици за вода. Скопје мора да има стратегија и мора да има вода за сите.